Во постојан страв тече животот на стечајецот Сонја Сандева од Штип. Овие кабли од далновод се само на помалку од половина метар од кровот на нејзината куќа. Но вистински огномет, тврди Сандева, се случува со силниот ветер, особено ако е придружен со дожд, кој ги спојува каблите меѓу себе. Сликата тогаш е повеќе одморничева. Фрлат искри, пламен, споат се жиците и пламен, светко, он страшна работа. Па вот да се запалат, одма е тука до волкоките, сета ќе во изгори. Веќе не можејќи да го издржи секојдневниот притисок од неизвестноста, Сандева преку телевизија Стар побара помош за нејзиниот проблем. Барам да дојдат, да видат, да ги дислоцират. Сакам тоа. Друго ништо не барам само да ми се отстранат бандерите. Во меѓувреме, од МЕПСО, кои се одговорни за одржување на мрежата со долноводите, одговорија. Загрижената граѓанка нека испрати писмено барање на нашиот мејл. Штом ќе го добиеме барањето, наша стручна екипа ќе излезе на лице место да ја обсервира состојбата, пошто проблемот ќе биде саниран. Информираат од прес-службата на МЕПСО. Животот на 61 годишната штипјанка продолжува со несмалена доза на страв од каблите што заканувачки висат над кровот од незиниот дом.